За да имате увид во тоа колку мобилен интернет трошите, направете го следново. Појдете во Settings, Wireless and Networks, Data Usage. Доколку скролате надолу, ќе добиете увид за тоа која од апликациите колку мобилен интернет потрошила за наведениот период. Прво што треба да направите е да го ограничите месечното трошење на мобилен интернет. Притиснете More Data Settings. Притиснете опцијата Monthly Data Limit. Ќе излезе прозорец во кој треба да го впишете вашиот месечен лимит на мобилен интернет. Притиснете опцијата Start Date и внесете го денот од месецот кога ви почнува пресметковниот период, кој можете да го видите на првиот лист од вашата месечна сметка. Потоа, притиснете опцијата Usage Reminders. Притиснете првата опција When Over Monthly Limit и имате избор од две опции, каде фабрички е селектирана Disable Mobile Data, односно системот да го исклучи користењето на мобилниот интернет кога ќе се достигне лимитот, или можете да одберете Notify Me, каде системот само ќе ве извести дека мобилниот интернет ви е потрошен. Опцијата Monthly Data Reminders фабрички е подесена системот да ви извести кога количината на потрошен мобилен интернет ќе достигне 80%. Опцијата Daily Data Reminder фабрички е подесена системот да ви извести дека во рок од 24 часа сте потрошиле 10% од вкупниот месечен мобилен интернет. Вратете се еден чекор наназад и доколку сакате, вклучете опцијата Show Data Used When the Screen is Locked, каде ќе ве извести за потрошената количина мобилен интернет дури и кога екранот е заклучен. Доколку имате вклучено Hotspot, потребно е да го исклучите. Вратете се во Wireless and Networks, притиснете Tethering and Portable Hotspot и потоа Portable Hotspot и исклучете опцијата. Фабрички, вашиот уред е конфигуриран сите апликации да ги обновува автоматски без ваша согласност доколку сте поврзани на Wi-Fi. За да проверите дали е тоа така, направете го следново. Во горниот лев агол притиснете ги трите хоризонтални линии со што ќе влезете во менито и одберете Settings. Побарајте опцијата Auto Update Apps и доколку е селектирана опцијата Auto Update Apps over Wi-Fi Only, тогаш не е потребно да направите промена. Апликацијата Facebook фабрички е конфигурирана сите видеа да ги стартува автоматски и без ваша дозвола. За да го промените ова, потребно е да го направите следново. Во горниот десен агол притиснете ги трите хоризонтални линии со што ќе влезете во менито за конфигурација на апликацијата. Скролајте надолу и одберете Settings and Privacy, а потоа Settings. Скролајте повторно надолу и притиснете опцијата Media and Contacts. Притиснете опцијата Autoplay, каде имате три опции од кои е селектирана првата On Mobile Data and Wi-Fi Connections. Потребно е да одберете една од следниве две опции. On Wi-Fi Connections Only, со што видеата автоматски ќе почнуваат само кога сте приклучени на Wi-Fi мрежа. Или Never Autoplay Videos, со што видеата воопшто нема да почнуваат без разлика на тоа на која мрежа сте поврзани. Потоа, вратете се еден чекор наназад и доколку се вклучени опциите Upload Photos in HD и Upload Videos in HD, исклучете ги, со што се намалува квалитетот на сликите и видеата кои ги споделувате. Апликацијата YouTube фабрички е конфигурирана видеата кои следат или понудените видеа да ги стартува автоматски и со највисок квалитет. За да го промените ова, потребно е да го направите следново. Во горниот десен агол притиснете иконата со вашиот аватар. Во менито за прилагодување, притиснете Settings, а потоа притиснете General. Вклучете опцијата Limit Mobile Data Usage, која овозможува стримање на видеата во HD квалитет кога сте поврзани на Wi-Fi мрежа. Потоа, вратете се еден чекор наназад и побарајте опцијата Autoplay, која треба да биде исклучена, со што ќе биде оневозможено автоматското пуштање на видеата кои следат. Доколку сакате, видеата кои ви се понудени да не почнуваат автоматски, направете го следново. Притиснете опцијата Autoplay on Home, која има три опции, а преселектирана е опцијата Always On. Доколку сакате видеата да започнуваат додека сте на Wi-Fi мрежа, одберете опцијата Wi-Fi Only.
Доколку сакате видеата да не почнуваат никогаш, без разлика дали користите Wi-Fi или мобилен интернет, одберете опцијата Off. Доколку користите Instagram, потребно е да ги направите следниве подесувања. Вклучете апликацијата Instagram. Во долниот десен агол притиснете иконата човече. Во горниот десен агол притиснете ги трите хоризонтални линии, ќе се отвори вертикално мени. Во долниот дел од менито притиснете опцијата Settings. Притиснете опцијата Account, а потоа Cellular Data Use. Овде одберете опцијата Data Saver, која ќе го ограничи користењето мобилен интернет. Доколку користите Twitter, потребно е да ги направите следниве подесувања. Вклучете апликацијата Twitter. Во горниот лев агол притиснете иконата со вашиот аватар. Притиснете опцијата Settings and Privacy, а потоа Data Usage. Во менито Images, притиснете опцијата High Quality Images и изберете Wi-Fi Only, со што сликите кои се вчитуваат ќе бидат во висока резолуција само тогаш кога ќе бидете поврзани на Wi-Fi мрежа. Или Never, со што сликите секогаш ќе бидат вчитувани со ниска резолуција без разлика на тоа на која мрежа сте поврзани. Потоа, вклучете опцијата High Quality Video и изберете Wi-Fi Only, со што стримањето видеа во HD квалитет ќе биде овозможено само тогаш кога сте поврзани на Wi-Fi мрежа. Или Never, со што видеата нема да бидат стримани во HD квалитет без разлика на тоа на која мрежа сте поврзани. Притиснете опцијата Video Autoplay и одберете Wi-Fi Only, со што видеата ќе почнуваат автоматски кога ќе бидете поврзани на Wi-Fi мрежа. Или Never, со што видеата нема да почнуваат автоматски без разлика на тоа на која мрежа сте поврзани. Вклучете опцијата Data Saver, која овозможува опциите High Quality Images, High Quality Video и Video Autoplay автоматски да ги постави на Never, со што максимално ќе го заштедите мобилниот интернет. Ви благодариме на вниманието.